Вести на Канал 8. Почина 3-годишно девојче од Мородвис. Родителите обвинуваат за лекарска грешка, но немаат пари за да ја платат обдукцијата што чини над 1000 евра. Семејството Стоилови од Мородвис се обвиени во тага и избунети по трагедијата што ги снајде откако нивната 3-годишна ќерка Мила починала во вторникот изутрина, само неколку часа откако здравствената состојба сериозно и се влошила. Родителите велат дека девојчето претходно имало мала настинка, поради што побарале лекарска помош во Кочани. Ни не очекувале дека работите ќе се искомплицираат, затоа што нивната ќерка не покажувала посериозни здравствени проблеми, па се надевале дека по прегледот таа ќе се чувствува подобро. На 14 пригвече во 18 часот малата имаше покачена температура и ја однесовме во прифатна ординација, кој што на преглед прегледаме, детето си беше свежо и си одеше сама. Ја прегледа докторката, меѓутоа утврди дека само грлото дека е воспалено и ни препиша шеруп. Спаднав доле во Зегин аптеката, го купив шерупот, дома дојдовме и го дадовме шерупот, меѓутоа после тоа настанаа проблеми. Првите посериозни проблеми се појавиле во текот на вечерта, при што девојчето добило грчеви и почнало да повраќа. Ноќта бев трета смена на работа, а негде после 1 саат настанале проблемите, грчеви, повраќања. До сабајлето 6:30 жена ми звоне, детето во критична состојба. Одма звонев на комшија, одма зад мене, го качивме во кола, го качија во кола и го причекав на брзата помош. Меѓутоа веќе беше касно. Детето беше починато скоро. Таткото на починатото девојче се сомнева дека причината за смртта е лекарска грешка, но не може да го докаже тоа затоа што нема пари да ја плати обдукцијата. Ми објаснува дека сето тоа спаѓа на терет на родителот. И прашав колку пари тоа ќе ми кошта, тоа кошта од 60 до 70.000 денара. А детето претходно немаше никакви проблеми. Цела година не е носено на доктор, не знае што е лекарство. Со еден шуруп загина нашата сакана Мила. Во Кочанската општа болница рекоа дека се работи за стандардна процедура за обдукцијата, при што неопходно е по барање на оштетените тие да ги платат трошоците. И роднините и соседите на Стоилови бараат одговор за причината за смртта на малото девојче. Кој е всушност причината што детето умрело? Затоа што ситуацијата беше безазлена, широп, еден обичен настинка му дадо, детето умре. Мене у кола ми умре детето. Од приватната лекарска ординација која го прегледало девојчето велат дека и тие би сакале да ја знаат вистинската причина за смртта, сомневајќи се дека припишаниот лек Алмацин довел до влошување на здравствената состојба, затоа што во здравствената книжка немало наведена можна алергиска реакција на лекот. Сепак, семејството Стоилови, кои имаат 4 деца, а мајката повторно е бремена, не се откажува од дознавањето на вистината, зашто велат дека ќе ја бараат и на суд. Помина рокот за огласот за пријавување заинтересирани инвеститори за изградба на домот за стари и изнемоштени лица, односно пензионерскиот дом во Кочани. Во периодот од околу 1 месец не пристигнала ниту една пријава. Никаков интерес не предизвика повикот што го упатија општина Кочани и Сдруженијето на пензионери за пријавување заинтересирани домашни и странски физички и правни лица за учество во изградбата на домот за стари и изнемоштени лица, познат како пензионерски дом. Огласот, што беше објавен пред околу 2 месеци и со него се очекуваше преку јавно-приватно партнерство да се најде инвеститор кој ќе се вклучи во реализацијата на веќе изготвената техничко-планска документација за објектот, не успеа. Според граначалникот Димитровски, општината нема да се откаже од напорите да се изгради домот и ќе продолжи со контакти за изнаоѓање можен инвеститор. За жал, досега не се пријави никој, не пројави никој интерес. Ние и натаму остануваме со заложбата да пронајдеме потенцијални инвеститор и во сите поединечни контакти кои што ги имаме и со институциите и со лица кои што се заинтересирани, разговараме на тоа да го понудиме овој проект за некои од начините на инвестирање во општината Кочани. Бидејќи знаеме дека самата општина Кочани и самото Сдружение на пензионери не може да го реализираат, бидејќи сепак тоа е еден огромен проект. Димитровски не гледа можност домот за стари и изнемоштени лица во Кочани да се изгради со пари од државниот буџет, затоа што се работело за специфична намена на објектот за која владата не обезбедувала финансиска поддршка.
Ние разговараме за изградба на еден комплексен центар, не за пензионерски дом, туку еден комплексен центар каде ќе биде сместувалиште и за пензионери, меѓутоа ќе имаме и други активности кои што не е класичен пензионерски дом. Таквите објекти не се предвидени за реализација во Министерството за труд и социјална политика. Изработката на проектната документација за домот за стари и изнемоштени лица чинеше 2 милиони денари, средства што ги обезбеди Сдруженијето на пензионери од Кочани. Според проектот, објектот треба да се гради на 1140 метри квадратни. На оваа површина потребно е да се предвиди ресторански дел и 3 ката за сместување на лицата, а во план е домот да биде поврзан на системот за геотермална вода. Оглас за продажба на градежно земјиште во државна сопственост објави општина Чешиново Облешево. На 4 парцели што се нудат се очекува да никнат објекти наменети за стопанска дејност. На крајот од оваа календарска година локалната самоуправа на Чешиново Облешево објави оглас за пријавување на заинтересирани купувачи за јавното наддавање за продажба на градежно неизградено земјиште во сопственост на Република Македонија. Со огласот се нудат 4 парцели наменети за изградба на објекти за лесна и незагадувачка индустрија, при што најголемата со површина од 55.000 метри квадратни е лоцирана во местноста Свети Атанасий во катастарската општина Спанчево. Според табеларниот преглед во објавата за продажба, објектот што ќе се гради овде може да зафаќа над 90% од целокупниот простор. На истиот локалитет се продаваат уште 2 парцели со многу помала површина, односно од 3560 и 3380 метри квадратни. Кај нив можноста за изградба е околу 68% од вкупната површина. Уште една поголема парцела со површина од 12.000 метри квадратни, општина Чешиново Облешево нуди во местноста Кривулица Герен во катастарската општина Облешево. И нејзината намена е за стопанска дејност, а можноста за градба е со околу 63% од просторот. Почетната цена за сите 4 парцели е 118 денари од метар квадратен, а пријавувањето на заинтересираните купувачи за јавното наддавање е до 18 јануари идната година. На огласот можат да се пријават домашни и странски правни и физички лица, а наддавањето ќе се одржи на 25 јануари. Ова е втора поголема продажба на градежни парцели за мало стопанство во општина Чешиново Облешево, откако пред околу 3 години се продадоа 6 плацеви за истата намена. По објавувањето на информацијата за тендерот за изградба на браната Речани, градоначалникот Димитровски организираше пресконференција на која, освен за овој, зборуваше за уште 2 капитални инвестиции во општината. Според него, тие биле главни активности што ја одбележале 2015-та. И оваа година целосно се посветивме на подобрување на квалитетот на живење во општината, реализирајќи меѓу другите и 3 најзначајни капитални проекти. Токму пред крајот на календарската година, правејќи пресек на реализираното, чувствувам потреба да споделам задоволство со јавноста, рече градоначалникот Димитровски на пресконференцијата, на која како посебно значајно го истакна објавувањето на тендерот за изградба на браната Речани. Според тендерската документација, браната треба да биде издигната до 2021 година. Вкупната вредност на овој проект е процената на околу 27,3 милиони евра. Влезот на овој свеж капитал во значајна мера ќе придонесе и за подобрување на економската состојба во Кочани и регионот. На терен е завршено пробивањето на патот со пропусти и дренажи, за што од владата на Република Македонија се наменија 3 милиони евра. Со проектот е предвидена изградба на потпорни зидови во должина од 840 метри, а патот ќе биде со асфалтна коловозна ширина од 4,5 метри со банкини и асфалт. Освен овој капитален објект, Димитровски рече дека половина од планираните 10 улици со кредитот од Светска банка се веќе завршени, а во зависност од квалитетот на извршената работа се очекува дополнително да се асфалтираат уште 2 улици. Исто така тој потсети на подпишаниот договор за изградба на пречистителна станица за отпадни води, што исто така е еден од значајните капитални проекти. Реализацијата на овој проект е овозможена со најголемата швајцарска донација во Република Македонија во висина од 21 милион швајцарски франци. Пречистителната станица, која ќе биде опремена со најсовремена технологија, ќе се гради на
најниската гравитатска точка на вливот на Масалница во Брегалница и ќе ги прочистува водите од сегашните 9 испусти од Оризари до Долни Подлог. Димитровски рече дека по подготовката на потребните елаборати следува постапка за добивање одобрение за градење на првиот дел од колекторот. Се очекува работите на терен да започнат во јуни идната година. Едно лице од Виница било потешко повредено во сообраќајна несреќа што се случила на патниот правец Штип-Делчево. По укажаната лекарска помош, возачот бил задржан на лекување во Кочанската болница. 3 возила учествувале во сообраќајната несреќа што се случила на магистралниот пат Делчево-Штип, а чиј епилог, освен материјалната штета, е и едно потешко повредено лице. Според полицискиот билтен, несреќата се случила во близина на влезот на Кочани, кај објектите на поранешниот комбинат Кочанско поле. Во неа учествувале товарно возило МАН, управувано од 31-годишниот ТК од Кочани, патничко возило Пежо, што го управувал 48-годишниот НА од Виница, како и комби возило марка Фиат Добло, во која се наоѓал 32-годишниот возач ДА од селото Липец. Во незгодата најлошо поминал возачот на патничкото возило, кој се здобил со напукнување на шестиот вратен пршлен, поради што му била укажана медицинска помош. Заради натамошно испитување и санирање на повредите, тој бил задржан на лекување во Кочанската општа болница. Увид на местото на настанот извршила екипа од полициската станица од Кочани, чиј наод треба да даде одговор како дошло до несреќата. Во организација на Македонски манифест и во општина Кочани во просториите на мултикултурниот центар се одржа трибина и промоција на книгата "Името е наша татковина". Книгата "Името е наша татковина", дело на 8 интелектуалци од Македонија, доживеа промоција во Кочани. Организатор на настанот што се одржа во мултикултурниот центар беше неформалното здружение Македонски манифест, кое исто така организираше и трибина посветена на наметнатиот проблем со името што го има Македонија. Во основа представени се извадоци од разни историски документи што треба да помогнат да се сензибилизира јавноста во одбрана на името на нашата држава. Македонското име и македонскиот идентитет веќе обстојуват околу 2800 години. Да покажеме сите тортури врз македонците кои са били во вековите и истовремено посебно поглавие има за граѓанската војна во Грција, има за тие кучни прашања сега за тоа дека античките македонци не се били елини, поврзано со сегашниот спор со Грција за името. Исто така дипломатот Ристо Никовски прави еден многу вреден осврт врз последните 2 децении од македонската историја и улогата на САД и Европската унија за разнебитување на македонската држава, така што тоа се навистина клучни прашања. Книгата досега имала своји промоции во 15 градови во Македонија и според авторот Мицов се покажа голем интерес кај присутните граѓани. Ето са позаинтересирани, потревожни, поцврсти во одбраната на македонското име, во тоа дека мора да се преземат, навистина да се преземат цврсти мерки за одбрана. И за тоа сега и со тие проблеми за федерализацијата на државата, сега ние имаме една цела програма, за тоа што мора да се врати автентичниот вид на државата. Значи, таа Конституцијата од 1991 година, Уставот од 1991 година, пошто гледаме дека чекор по чекор, еве сега и со договор сопржено со тие работи, како се руши државата, како се разнебитуваат државните институции и сето тоа е поврзано името, идентитетот, државната територија. Според Мицов, политичките борби што меѓусебно ги водат партиите во Македонија се само на површина во разнебитувањето на државата, а за тоа стојат многу посериозни игри. На промоцијата на книгата "Името е наша татковина", освен него учествуваа и дел од другите автори на делото.
Во Домот на културата Тоша Арсо во Виница беше промовирана збирката афоризми Балканска трансверзала, во која се застапени врвните балкански мајстори на афоризмот Драготин Миник Карло, Васил Толески, Александар Чотрик, Миле Ѓоргиевски и Бојан Љубиновиќ. Ова е втора книга во едицијата Балканска сатира на Интернационалниот фестивал за хумор и сатира и Виница Веритас, чиј издавач е Домот на културата Тоша Арсов од Виница. Во неа е направен избор од преку 1000 афоризми од творештвото на авторите. И таа е двојазично македонско-српско издание, а се планираат и наредни изданија во кои покрај македонски ќе има и сатиричари од други држави. Збирката афоризми Балканска трансверзала идниот месец ќе биде промовирана и во Србија. Следува информацијата од спортот. На второто место од табелата го завршија есенскиот дел од првенството во Пионерската лига ракометарите на клубот Торо Спорт од Виница. За време на паузата меѓу двете полусезони се подготвуваат да продолжат со добрите игри и во пролетниот дел. По околу 3 години од активирањето, ракометниот клуб Торо Спорт од Виница станува сериозен конкурент на екипите во машката Пионерска ракометна лига 1 на Македонија. Младите винички ракометари, кои покажаа добра подготвеност и знаење во есенскиот дел од првенството, постигнаа одличен успех освојувајќи го второто место. При тоа на домашен терен ги совладаа екипите на Металург, Работнички, Вардар и другите кои имаат подолга спортска традиција и представуваат звучни имиња во македонскиот ракомет. Тренерот Николов е задоволен од настапот и играта на своите момчиња и вели дека се надева на успех и во продолжение на првенството. Од 8 одиграни надпревари забележавме 6 победи, забележавме 2 порази на гостински терен и сме на одличното второ место со 1 бод за останување од лидерот на табелата РК Вардар Бесинов од Велес. Плановите ни се да завршиме први или втори, да го одиграме тој посакуван Final Four на Македонија. Се надеваме дека ќе успееме во таа цел. Добра подготвеност и игра членовите на клубот Торо Спорт покажаа и на неодамнешниот меѓународен турнир што се одржа во Виница, при што за најдобар стрелец со 16 постигнати голови беше прогласен домашниот ракометар Димитар Михајлов. Во рамки на подготовките во паузата меѓу двете полусезони, клубот се подготвува за учество на ракометен турнир во Благоевград, соседна Бугарија, што треба да се одржи по новогодишните празници. Со прогнозата за времето ги извршуваме вестите на Канал 8. Имајте убава вечер. Довидување.